Сашо Мјалков се појави кај Вилма Русковска, обвинителството го повлече барањето за затворски, па поранешниот директор на УБК си замина во домашен притвор. Тој денеска некаде пред 17 часот се појави во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, каде што кажа дека дошол да го земе решението за мерката домашен притвор. Во изјава за телевизија 24 Мјалков вели дека не бил во бегство и немал план за такво нешто, а како причина што не бил достапен бил стравот дека има COVID-19, поради што се самоизолирал, а веста дека органите го бараат, ја слушнал утринава. Бев изолиран затоа што имав симптоми на корона и со 40 температура, главоболки, и од причина што сакав да се изолирам од сателитството, па вчерашниот ден го поминав во изолација. Би сакал да искористам оваа прилика да се извинам на целата македонска јавност заради непријатноста што се случи во државава, од тоа што вчерашниот ден го поминав во изолација. И уште еднаш јавно да го повторам оној мој збор што го имам дајно, дека аз никогаш нема да побегнам. Иако самата Русковска кажа дека имала информации дека Мјалков подготвува бегство од државата, шефицата на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, вели сега не верувала во такво нешто. Иако обвинителството првично бараше мерка затворски притвор за Сашо Мјалков, денеска тие повлекуваат лугата со која што ја бараат токму таа иста мерка, а како причина Вилма Русковска наведе дека било барање од првиот човек на кривичниот суд Иван Жолев и во договор со републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. И покрај тоа што обвинителството повлече одлуката, Русковска вели не верувала дека Сашо Мјалков бил болен, па тоа било причина што не бил достапен за органите. Значи жалбата беше повлечена со тоа што председателот на судот сметаше дека е поефикасно да се повлече жалбата и да се достави ново барање за притвор. Вие што сметате? Мене исто ми беше логично, само што ја не ја повлеков за жалбата. Побаравме притвор, така? Да има уште нешто вака вторпа да ме прашате? Или сега би се разјасни нешто? Инаку во пресрет на пресудата за случајот Таргет Тврдина во петок, кривичниот суд во неделата му определи куќен притвор на Сашо Мјалков, кој е првообвинет во овој кривичен процес. Од неделата попладне досега никој не знаеше каде се наоѓа поранешниот прв човек на УБК.